ќе следува ексклузива. КТВ телевизија беше присутна на лице место и ете, со задоволство ќе ви ја пренесеме оваа успешна приказна, станува збор за ловечкото друштво Вардар Неготино, кои ја вратија во природата срничката ленче, која беше пред месец дена најдена на патниот правец Демир Капија Гевгелија повредена. Месец дена се чуваше и токму вчера, во текот на вчерашниот ден, повторно се врати во природата. Но ајде во продолжение да го погледнеме прилогот. Почитувани гледачи, се наоѓаме во селото Тремник, каде што добивме дојава и покана од ловното друштво Вардар Неготино, кои не поканија да бидеме дел од овој чин, каде што ќе биде во природата вратена една срничка која беше пред месец дена најдена на пат и беше повредена. Па во продолжение следете не. Значи, оваа срна е пред месец дена најдена на патот Демир Капија долу. Еден нас сограѓанин од Корешница, Маријан, значи одма не извести човекот, значи ние по најбрзо може ваквото и временски период го пративме ловникот и ловочуварот да ја земат. Во исто време го известивме и инспекторот по ловство Зоран Вуич. Потоа стапивме во контакт со нашата ветеринарна станица, кој ни испадна во сусрет, ја прегледа срната, утврдивме дека не ема скршеници, него само набиени, беа задните нози набиени и после ја донесовме тука во село Тремник и нашите колеги ловци, господинот Ристо Ристов, кој е заслужен за стојбата на срната. Он цел месец ја хранеше, ја одгледуваше, па сега и дојде време да ја вратиме пак во планината, кај што и припаѓа. Ова е еден гест да не мислат дека само ловците убиват, него ловците секогаш и помагаат на животните. Овдека со мене е господинот Ристо Ристов, жител на село Тремник, кај кого беше оставена срната на чување. Господин Ристо, какво беше чувството кога ви ја донесоа? Па добро, радосно, и децата се радуват и јас се радувам. Му носев аранес, од лојзите му кршев филизи, од тука од црниците му кршев, пшеница да и соли да ваше и се управи средната и сега е добра. Сега може да се оде у планината. Така, како траеше тој процес освен хранењето? Имавте ли нега за незе? Дозволуваше ли да ја галите? Не дозволуваш. Како ќе ја викнам ленче, само те заврта и гледат кај ќе ја оставам храна, ќе оде постам, откад се тргнам јавно. Така, значи не успеавте да не може припитоми малце. Не може, голема просторија. Така. Значи убаво чувство. Да. Дали жителите на ова село дознаа дека чувате срна? Некој дознаа, некој не. Одловачите 5-6 души. Имаше ли такви кои сакаат да дојдат да ја видат? Имаш. Има некои што нема видено уопште, сакаат да видат како изгледа, што изгледа. Ќе дојдат, ќе ја видат и ќе одат. Така, сега тешко ли ќе биде да се збогувате со неа? Тешко, како навикната ленче. Навикнати сте со неа. Така, меѓутоа мора да се врати во природата. Да, нека се вратам. Природата поарно да кај си живеела, нека си живее. И еве веќе стигнавме во планината Серта, ловиште Липа, каде што ќе биде пуштена на слобода срничката ленче која месец дена живееше во село каде што Тремник, каде што беше гледана од убави луѓе и хумани луѓе. Па, ајде да видиме сега како ќе ја вратиме во природата. И еве ние ја отворивме вратата и чекаме ленче да излезе, меѓутоа ленче некако тешко е да се прости со нас, но ќе почекаме и ќе и дозволиме да се врати во природата. И еве, драги наши гледачи, заврши една убава приказна за една срничка која се врати во природата. Бидете хумани, сакајте ги животните.
И токму од планината Серта одлучивме да дојдеме овдека во просториите на ЗЛД Вардар, подетално да се запознаеме со ова ловно друштво и се останато да ни раскаже, ќе побараме одговори од председателот. Председателе? ЗЛД Вардар постои некаде од далечната 1921 година, покажување на старите ловци. Денеска формирано од тогаш мал број на ловџи, денеска ловечко друштво Вардар брои некаде околу 280 активни членови. Располагаме со 8 терени, од кои 2 терени се за висок дивеч, а останатите 6 терени се за низок дивеч. Што значи тоа низок дивеч, што значи висок дивеч? Висок дивеч значи свиња, срна, срндак, волк, така, нискиот дивеч е зајак, лисица, прелетен дивеч, галап, фазан, ребица, тоа. Во кој период од годината е ловната сезона, еве да ги запознаеме гледачите? Значи, на ниските терени почиња од 1 август со прелетниот дивеч и конституирано, значи, натаму продолжува со другиот дивеч, нискиот дивеч, значи од 11 октомври па натаки до крајот на јануар, а високиот дивеч моментално е лов само на срндак. Од септември продолжуваме со лов на дивата свиња. На 25 април се одржуваше манифестација денови на македонското ловство, кој го организираше Ловечката федерација на Македонија. Тогаш бевме прегласени како најстаро ловечко друштво во Македонија. И ни беше дадена една убава благодарница, која што за нас многу значи. По нашите кажувања од старите ловци, Ловечко друштво Вардар е формирано од 1921 година. Така. Дали млади има во ловечкото друштво? Колку е стар најмладиот член? Има ли интерес кај младите? Кај младите има интерес, али на жалост со документацијата која што треба да ја добијат за набавка на оружјето, која трае малце повеќе време, се помалку имаме млади ловци и тоа е една загрижувачка работа што кај нас старосната граница на ловците е веќе постара, значи многу малку имаме млади ловци. Како оди процедурата за некој да сака да се приклучи во вашето ловечко друштво? Која е процедурата? Значи, кај нас секој што сака да стане ловџија, прво се пријавува како член, волонтер, без носење на оружје, најмалку 2 години, и потоа, кога ќе ги исполнете тие 2 години, му даваме потврда дека е активен член во ЗЛД Вардар и со тој документ може да си поднесе барање за набавка на оружјето. Така, организирано одите на лов, се договарате или може и сам по сам да одите? Значи, зависи и спрема ловот и зависи и спрема теренот. Ниските дивеч, за нискиот дивеч се оде помал број, али за крупен дивеч се оде групно. И секој ловец се организираат сами меѓу себе, си вадат тука кај нас дневни дозволи, се знае на кој терен ќе се оди, значи за да не се десе некои несакани последици. Значи мора да имаат дозвола за да излезат на терен. Да. Значи секој еден ловец прво треба да си плати чланарина кај нас. Со плаќање на чланарината се дава дневна дозвола и со таа дневна дозвола се оди на лов.